Жените во 21-виот век не се еднакви, ниту па ги уживаат правата загарантирани со закон. И по толку години од протестот на Клара Цеткен и Роза Луксембург, текстилните работнички се уште се олицетворени на нарушени работнички права. Работат во просечни услови, ниски плати, неисплаќање на прекувремена работа. Родовата нееднаквост е длабоко изразена во приватниот сектор, смета преседателката на Гласен текстилец Кристина Ампева. Да слушнеме дека се уште имаме жени работнички во целиот приватен сектор кои кога ќе дознае работодавачот дека се бремени, не им се продолжува договорот или се отпуштани. Ќе слушнеме и за случајот во Кавадарци, каде што 69 жени, иако им се должело 3 плати, придојм се отплати други додатоци, сепак судот одлучил дека треба да платат адвокатски судски трошци, дека не се во право. Последен пример за непочитување на работничките права е случајот со текстилните работнички во Кавадарци. Наместо исплата на трите неисплатени плати во висина од 130.000 денари и придонеси, 69 текстилни работнички од Кавадарци ќе треба да платат судски трошоци. Во моментот се спрема жалба до апелација, посочуваат од Сдруженијето. До утре е рокот, денеска треба да ја испратиме веќе. Да, се прават притисоци, меѓутоа благодарение на вас, повторно ќе речем новинарите, новинарките, не остана тоа на ниво на Кавадарци, на судот во Кавадарци, туку дадоа поддршка целата македонска јавност. Така да ние остануваме да го следиме случајот и да ја бараме правдата за тие работнички. Во рамки на одбележување на Денот на жената, денеска во Штип Гласен текстилец го промовираше и новиот мурал, кој ќе биде символ за родова еднаквост и поголеми работнички права во текстилната индустрија.